Драги гледачи, добро вечер и добро ни дојдовте во уште едно издание од емисијата Меѓу редови. Како и секоја емисија, еве и ова емисија имам интересен гостин, кој што сакам да го поздравам. Ни доаѓа од Скопје, Дехран Хајдар, името му и презимето, и по професија е магистар по теологија. Па еве, лично да му се представите на гледачите за кој станува збор. Така. Добро вечер, Миланче. На тебе посакувам и задоволство ми е да бидам дел од емисијата Меѓу редови. Како што ме представи, значи, јас се викам Дехран Хајдар, доаѓам од Скопје, оженет, татко на 2 деца. Своите теолошки студии, работам како пастор во Христијанската адвентистичка црква. Своите теолошки студии ги почнав и ги завршив на нашиот теолошки факултет во Белград од 94 година до 98. А магистерските студии ги почнав и ги завршив, значи, на нашиот адвентистички теолошки факултет во Марушевац, близу Хрватска. Познавајќи ја вашата професија и испитувајќи за вашата професија, видов дека таа бара многу време. Жртвување на време, на труд и посветување, многу одговорности и јавни настапи. Дали се сложувате со ова мое мислење? И да кажам, сето ова благодетна работа која што ја работите е свртена кон оно и другиот. И сакам да ве прашам, дали наоѓате за себе време вака во сето ова работа што ја работите? Многу убаво практично прашање ми постави. Да одговорам вака. Работата може да биде терет, може да биде задоволство. Многу зависи од тоа како човекот ја доживува и дали тука се пронаоѓа. Работата што ја работам за мене е живот, затоа што работам за оној кој што не познава неуспех, а тоа е Исус Христос. Тој ме повика во оваа служба, ја го сакам од срце и од душа и затоа го работам тоа што го работам. Тој ми дава сила и снага. Секако, секоја работа има своја тежина. Не можеме ние понекогаш да го разбереме другиот додека не сме во негова кожа. Ова работа има своја тежина. Бара време, одвојување од семејство, посветеност, време поминато во истражување, во подготовка на разни серијали, предавања, посета со верници, нели така? Меѓутоа, кога човек ќе се пробуди наутро, ќе му благодари на Господа што му дава живот и здравје и ќе бара од него совет и водство во тој ден, Господ ќе му помогне. И тогаш работата ќе ја доживее како задоволство. Добро, да се надоврзиме на овој разговор и на ова прашање. Се сеќаваш ли на твојот прв настап? Каде беше тоа? Како верник? Како јавно излагање твое? Така. Па вака, јас прв пат во Христијанската адвентистичка црква. Ке те прекинам сега. Мислам дека дознав дека 1992 година за прв пат во киното таму во Шуто Оризари сте се запознали на некои предавања. 92 направив завет, а крајот на 91 година таму во киното Шуто, киното 26 јули, така се вика, сега веќе не постои, во општината Шуто Оризари, која што е дел од Скопје, нели така, имав прилика да слушнам прво предавање кој што е организирано од страна на Христијанската адвентистичка црква. И така тоа предавање, Миланче ми даде една сигурност, ми отвори една перспектива да истражувам, да читам, тоа не може да го опишам. Имав тогаш своји 17 години, бев учев во средномедицинско школо во Скопје. Секако тоа бара време да се тоа и учи, меѓутоа најдо време и за ова, да видам што се тоа кажу. И од тој момент почнав интензивно да ја читам Библијата, Светото писмо, христијанската литература и да размислувам за се тоа што пишува и најдов некоја навистина едно неверојатно задоволство и неверојатна радост. Тремаџија ли си по природа? Па зависи во која фаза од мојата служба тоа се однесува. Може во почетокот бев малку повеќе, но со текот на времето веројатно се стекнува некоја рутина. А дали си перфекциониста? Ево вака на прашање, трошиш ли време, вложуваш ли доволно труд или онака спонтано се ти доаѓа? Вложувам труд секако, значи истражувам и
и се подготвувам. Сега во која мера сум перфекционист, тоа веројатно другите можат подобро тоа да го откријат. Сакам работи да бидат на свое место, но Значи, завлегуваш длабоко вака и организираш, сакаш да бидеш организиран во секој случај. Од кога те знаме, скоро 20 години, си оваков по килажа. На што се должи тоа? Дали од што многу работиш, па немаш време да јадеш или навистина внимаваш на исхраната? Па добро, овака, значи се движам доста. Тоа е вистина. Понекогаш знаете и до метаболизмот на човекот е. Имаш некои што имат побрз метаболизам, некои можеби другачие. Се движам доста, веројатно на тоа се должи, а можеби малце и наследно. Значи, мојот татко кога гледам слична некоја телесна конституција, мислам дека тоа има. Посебно нешто во исхраната, имаш ли нешто? Па ние како се држиш вака? Па како адвентисти не имаме свој животен стил и воглавном значи на тие работи повеќе или помалку се држиме. Принципи некои се секако. Значи во поголем или помала мера секако значи. Сигурно. Ако не е ова професија која што ја работиш денес, која професија би ја работиш? Па не знам, се сеќавам кога бев во основно, кога бев во основно, баш психологот направивме еден тест некој тогаш, тоа беше 8 одделение, тогаш 8-летка беше, не беше 9-летка кој што сега, да се види која професија би работел или би учел за да бидеш, вика во било која да се ориентираш би можел да се снајдеш. Тоа беше одговорот што ми го даде тогаш психологот на школото кога имавме, така да не знам, сигурно нешто би работел. Не сум размислил се што точно, али во даден момент сигурно нешто би се отворило. Ако би требало да се опишеш како татко и сопруг, што би кажал за тебе? Тоа треба синовите и сопругата да ја прашаш. Ајде нешто да прочитаме. Дали ќе препознаеш? Да се опише родител е стварно посебна тема за едно дете. Така е. Тие се првите примери и учители за тоа какви луѓе ќе постанеме во нашиот живот. Конкретно за татко ми како личност би го опишал како човек со големо срце и храброст, да се справи и со поголемите проблеми во животот и со секојдневните. Човек кој не се откажува лесно и се труди секојаш да е на подобро. Голема љубов кон Бога и луѓето. За некого може би цврст карактер и темпераментен, но тоа е тоа што го прави посебен. Така е. Понекогаш е строг, но исто така не му представува пречка да покаже трпение и грижа. Се разбира дека секое дете би било гордо на еден таков родител, а јас сум навистина горд и благословен што го имам. Кога и да се имало некој важен настан во мојот живот, никогаш не го пропуштил тоа и секогаш е тука да пружи совет и разбирање. Интересни случаи имаме скоро секој пат кога ќе отидеме некаден и тогаш ја покажува неговата не толку сериозна страна и при тоа знае да се нашали и да не насмее. Човек со големо знаење, вреден, снаодлив, чесен, искрен, го сака спортот и како мал, кога и да игравме фудбал 1-1, кога и да губе викав не е фер, 0-0 сме и повторно игравме. Многу пати како помал ме носеше на рамена, сега пораснав и некогаш не се согласувам со неговите одлуки за некои работи, но не значи дека и не ми треба тука крај мене. Напротив, треба да бидеме еден за друг во било која ситуација. Познате ли ти се овие зборови? Тоа се зборовите од мојот син. Така? Да. Значи се сетив во некои моменти и тоа е вистинска слика едноставно што ја кажува. И навистина баш со тој опис како што го опишам. Добро, овака изгледав како совршен родител, како совршен татко или... Па не сум совршен родител, сигурно, значи има работи кои треба да се поправам и кои што треба да работам на тоа. Но многу е добро кога од деца ќе послушаме такви некои изјави. Затоа што децата се искрени и тие го кажуваат тоа што го мислат. Значи тоа не го филуваат, не го онака дотеруваат, не го средуваат да биде убаво. Да. Добро, знаеш ли вака кога ќе погрешиш и кога си свесен за тоа да се извиниш на дете, на твоја сопруга и... Да, тоа го чувствувам во себе и наоѓам начин да се извинам со постапки и со зборови, затоа што и тука е големината и христијанството ни учи на тоа, големо влијание христијанството едноставно има во нашиот живот. Така, имаш ли некое хоби?
Слушавме нешто фудбал, Да. така, спорт. Секако, секако, сакам. Имаш ли време уствари за хобби? Можда и малку и прашањето би, да не кажам глупаво, ама за тоа што си зафатен многу. Во секој работа што е работа, нали, и работам, и она што сакам хоби, ја уживам во тие работи. Да, и како дете многу сум сакал спорт, фудбал посебно, и тенис сум сакал исто така. Во многу спортови некако сум сакал да вложам време спред своји можности и прилики. Нормално, сега со врските што ги имам, немам тоа време да посветам, значи како што сум посветил. Меѓутоа, се наоѓа некојаш време и во тој правец да се развиваме. Друго нешто, работиш ли покрај ова професија? Еве, например, после кречење некојаш да чисти столици. Јас сакам да работам дома. Дали ти си има случајно така? Дома сакам да работам, значи дома или посебно во црквата, после кречење, еве скоро имало кречење на црквата, па столици да ги бришиш од... Сеќавам последните неколку дена останавме дока е 12-1 саат навечер да можеме да чистиме се таму што требаше да се припреми и да биде во ова видео како што е сега, во ова состојба. Баш тука те чекам да ми кажеш за тоа што ја знам случката. Ајде малку по така. Не бев сам. И она што ми е драго што нашите верници од молитве од црквата во Шуто Ризари еден добар број дадоа себе во сето тоа и не гледавме време, не гледавме значи колку е часот, колку вложуваме, дали е дење, ноќе, студено, ладно, еден елан некако да завршиме цел, сакаме една активност да направиме и вложувавме од себе и навистина бевме многу радосни на крајот кога видовме дека тоа што го планиравме го стваривме. Добро, магистера да бришиш. Како немаш проблем со тоа? Не. Јас сакам да. Еве сега ми е големо задоволство. Засадивме тука во молитвениот дом и растенија и цвеќиња и тревник направивме тука да полевам тука, да почистам тука, да се качам горе исто така имаме дел таму во горниот дел таму скрос во молитвениот дом, тука да средувам работи. Така да ми е најголем проблем времето. Кога седмицата би биле до 15 дена би било многу убаво, значи да не дам време за све, ама толку е, 6 дена работни, 7-миот ден сабота. Така е, али наоѓам задоволство тоа. Не ми е терет. Мислам дека доволно им откривме на гледачите. Знам уште многу работи, но тоа во некоја друга прилика. Поводот на ова твое гостување во ова моја емисија првенствено е поради издигувањето од печат на твојата нова книга со наслов Личност за сите времења. Так. И токму тука сакам да се концентрираме во овој втор дел од нашиот разговор. Добро, што е тоа што те поттикна да ја напишеш оваа книга? Миланче, значи личноста која што највеќе ми значи, која ме воодушевува, која ме инспирира, која што ми дава мотивација, енергија во живот да го правам сето тоа, дали во прашање на работен план или домашни обврски, е личноста на Исуса Христа. Тоа е личност која што постојано плени ме фасцинира. Постојано сум одушевен кога го читам Библијата и она што е направил Евангелијата посебно врзано за личноста на Исуса Христа. И тоа беше мотивот додека студирав во Марушевец теологија во некое свое слободно време, некоја мисла ми дојде да почнам да пишувам. Првобитен план беше тоа да биде некој трактат. Меѓутоа со текот на времето како ги истражував тие работи, видов дека тоа ќе биде малце поголем од еден трактат и така да решив да сето тоа биде во една да има писмен извештај од сето тоа и убаво е да тие истражувања бидат ставени на хартија и да бидат поделени. Така да тоа беше моментот, тогаш пред неколку години почнав да го пишувам тоа. Значи, инспирацијата е личноста на Исуса Христа. Така е. Сега, уствари, ми интересира сигурно и гледачите, уствари, која тематика ја обработуваш во книгата? Ајде во некоја реченица така. Па, еве, например, јас можам да прочитам нешто од самата книга на почетокот, тоа е најдобар одговор на прашањето што го имаш поставено сега. Еве како почнува книгата, вели вака, дали некогаш во вашиот живот сте размислувале за следново прашање? Кога би имале можност да изберете само една личност од историјата на човештвото, која според вашите критериуми била најпознат, највлијателна, најхумана и најпривлечна и која за човештвото направила најмногу од која било друга личност, за кого би се одлучиле и зошто? Еве го прашањето. Еве е мислата што ме покрена да почнам да истражувам
и да пишувам за оваа личност за која што лично сметам и аргументи давам дека е личноста на Исуса Христа. Јас ја прочитав книгата и морам да Задоволство ми. признам дека си успел на еден многу едноставен и допадлив и разбирив начин да ја обработиш една вака сериозна и важна тема. Таков е мојот впечаток. Впрочем и личноста за која што зборуваш е сериозна и значајна, по тоа што увидов додека читав. Кое е твоето мислење? Моето мислење е врзано за самата личност. Нема зборови за него. Мојот речник е толку слаб за да изразам кој е Исус, што тој направил, кој е неговото влијание, и затоа се потрудив на мене својствен начин да ги изнесам по тие точки зошто сметам дека тој таква личност преку тие 5 точки на почетокот на самата книга, значи каков е Исус, а потоа преку неговата мисија, значи зошто дојде на овој свет, што е неговата мисија, да го доловам тоа до читателите утре што ќе ја земат оваа книга и ќе имаат прилика да ја читаат. Која е целта на оваа книга? Кој е оној финален производ кој што сакаш да го добиеш од... Многу убаво прашање, значи, мислам дека тоа е суштествено прашање. Кога тогаш човекот во својот живот, дали порано или подоцна, во млади години, средни или постари години, ќе се сретне со својот Создател, со својот Творец. Бог кога го создал човекот, одговорам на тоа прашање, ставил еден вакуум кој што со ништо друго ние не ќе можеме да го пополниме. Во нашето срце има место за сопруга, има место за деца, има место за родители, има место за пријатели и све, меѓутоа Бог оставил вакууми за него. Не можат сите наведени работи тој вакуум да го пополнат. Све друго може да биде пополнето, ама тоа може да биде оставено. И Бог дозволува во еден момент, зависи некош порано или подоцна, да се сретне со човекот и да му даде простор тој вакуум да го пополни. И мојата цел, крајен финален производ на тоа е да им доловам на моите сограѓани, пријатели, комши, сите заинтересирани по цела Македонија, да ја запознаат таа личност која што може тој вакуум што Бог го создал со создавањето наше да го пополнат со личноста за сите времења, тоа е личноста на Исуса Христа. Убаво кажано. Таму сретнав најпознатата личност. По што е најпозната личност Исуса Христа? По што можеш да го издвоиш? Има повеќе работи. Со ова би ни требало многу време тоа да го кажам. Ајде во кратки црти така. Ево по нешто за секое прашање да кажеме. Прво, во самата книга кажувам извадок од Светото писмо, jer ова книга е базирана на основа на Светото писмо. Јас тоа кажувам. Никој не зборувал како што тој зборувал. Историјата бележи, Миланче, многу познати оратори, говорници кои што со својот став, говор, пленеле публики. Ајде да почнеме од Стара Грција, на пример, од каде што се родило тоа ораторство, нели така, па преку средниот век, ајде земеме и денешно време. Значи човештвото не е во недостаток за такви врсти луѓе. Меѓутоа, она што го разликува Исуса како оратор, прво зборам таа особина, има повеќе особини, за разлика од сите останати, е тоа што Исус живел автентичен живот. Значи, тој не зборувал само како треба, него тој живел како треба. Баш тоа и ми беше најпозната личност, највлијателен. Како што кажа и ти, например, ево од една страна да ги ставиме Јосип Брос Тито, Путин, Бајден, Ганди, еве да ги ставиме Меркел, која што е во заминување, и Исус од другата страна. Така е. Која е разликата и пошто Исус е повлијателен од сите овие личности, светски личности? Еден многу банален одговор на ова прашање. Земете ги деновите кога се има богослуженија по црквите, нели така, по црквите да кажам, колку луѓе едноставно услужуваат на Исуса Христа во светот. Колку луѓе едноставно се декларираат за следбеници на Исуса Христа во светот. Дали има некоја друга личност која што има толкав број на следбеници колку што имал Исус Христос? Јас не сум нашол. Имало луѓе што по себе носеле маси луѓе. Меѓутоа, 2000 години наназад, кога би се броеле сите тие луѓе кои што едноставно го следат и ќе го следат Исуса Христа, не може да се мери ниту една друга личност со него. Не го зборам тоа со некоја тенденција или нешто друго, не го зборувам многу реални факти како такви. Значи, Исус зборувал како што никој не зборувал. Потоа Исус
Живеел како што никој друг не живеел. Ова е многу важен момент. Иланче. Единствена личност која што не направила греф во целиот свет е личноста на Исуса Христа. Ајде, би сакал некој да ми спомене бар една личност друга, која што никогаш не направила греф, никогаш зло, никогаш нешто лошо да не каже. Има ли такво? Во една прилика Исус на собраните им поставува прашање: кој од вас ме кори за греф? И сите молчеле. Зошто? Затоа што немал греф. Видите, земете ги водачите. Конфуција земи го. Земи го Мухамед. Земи го Махатма Ганди. Земи го Буда. Земи го било кој друг, кој што значат нешто и кој што за своите верски заедници, верски движења и покрети навистина се некој нешто. Кога ги споредиме со личноста на Исуса Христа, навистина голема разлика. Небо и земја. Небо и земја. Ајде, ова се слични прашања на кои што сакам да се надоврзуваме вака. Да. Што е тоа кај него што толку многу те фасцинира и те привлече што можеш да кажеш дека е најхумана личност, пишува тука, така е, најчестна личност, така е, најпривлечна личност. Така е. Прво, значи, неговиот став према луѓето. Неговиот однос, неговите постапки, давањето шанси и прилики. Да бидеме реални сега онака. Една мисла ќе кажам. Да се врати на добро со зло, некој кажал е ѓаволски. Да се врати на зло со зло, тоа е човечки. Ама да се врати на зло со добро, тоа е божествено. Кога ќе читаме Евангелијата, тоа е записот на Исусовиот живот, во постапките со луѓето, што преовладува од овие три можности? Дали Исус враќал зло на добро? Дали Исус на зло враќал со зло? Или Исус на зло враќал со добро? Него го распнуваат, Миланче. Него го стават на крст. Него го лажно го оптужуваат, а тој вели опрости им, не знаат што прават. Тоа може да направи некој што е длабоко те сака, некој длабоко што мисли за тебе, некој што едноставно му значиш, тако е Исус. Добро, некој да биде христијанин, треба да го следи Исуса Христа. Зошто ние слабо наоѓаме некако пример во него? Или не сме ли способни? Или што, каде лежи суштината што не сме слични на него? Аха, значи, логично е, нормално е, ако си христијанин, сакаш да кажеш, треба да го следиш Христа и делата што ги правил тој на некој начин во помала мера, ако не во таква мера, или постапките, карактерот што тој го имал, прашањето е да тоа треба да биде едноставно, значи, и наше искуство. Така го разбирам прашањето. Сигурно. И тоа е нормално, и тоа е логично. И тоа е се подразбира дека така треба да биде. Има само еден единствен проблем. А тоа е дали човекот ќе сака, дали ќе се посвети и дали едноставно ќе биде истраен во тоа што ќе го направи. Сега, тука доаѓаме до еден друг феномен, а тоа е големата борба помеѓу доброто и злото. Постои непријател, кој што на тој твој пат, да тоа го направиш, имаш голема желба, ќе ти стави искушенија и стапици, едноставно да не го оствариш тоа. Но највеќе зависи од поединецот. Поединецот е креаторот на својата среќа, на својата иднина, да кажам, што ќе му се случи. Така да, ако си има волја, мотивација, желба и пред се молитва, искрена во срцето, тогаш може. Ово некако прашање кој што ќе ти го поставам ми е најинтересно. Личност која за човештвото направила повеќе од било кој друг. Така е. Што е тоа што направила, што се разликува од другите? Кога ги читаме Евангелијата, Исусовиот запис, па и Стариот Завет во најава на тоа што ќе се случи во Евангелијата, нели, приметуваме дека Исус умрел за човештвото. Исусовата цел, неговата мисија зошто дошол е да го даде својот живот како замена за животот наш, во смисла, кога читаме Библијата, вели гревот, плата за гревот е смртта. Кога човек прави грев, логична последица е смрт. Тоа се принципи, правила. Како што е правило, ако удриме глава во зид, ке не боли, има некои закони, нели така? Кога човек прави грев, последица на гревот е смртта. И човекот треба да умре, за кој беше предупреден од почетокот од Бога. Нели така човекот? Меѓутоа, направил Бог план во случај кога човекот погрешил. Исус доброволно ќе дојде во човечко тело да го даде својот живот, за да сите што веруваат во него, да им бидат опростени гревовите и да добијат шанса да живеат вечен живот. Ете, тоа е што тој направил. Тој умрел за луѓето. Го дал својот живот
за луѓето, што никој друг тоа не го направил. Значи, тој бил Бог во тело. Еве го сега она најважното. Замислите, тоа е како човек и една мравка. Замислите со цел човекот да помогне една мравка, да одлучи да постане мравка, цел живот да постане мравка. А знаеме која е разликата меѓу човекот и мравката, со цел да ја разбере мравката подобро и со цел да ја помогне на мравката да излезе од некоја своја несакана состојба која што се нашла и да остане секојаш таква и да биде нејзин пријател. Тоа Исус го направил. Кој друг такво нешто направил? Постојат луѓе кои што направиле племените дела и секоја чест, но Светото писмо вели секој што нешто направил добро или некој добар дар има и тоа го манифестира, тоа е последица на тоа што го добил од Господа. Во целиот овој разговор со тебе гледам голем жар во твоето излагање и објаснување за оваа личност и верувам, односно сум убеден дека и доволно ја познаваш оваа личност. И веруваш во тоа што го зборуваш. Си убеден во сето тоа. Сега за некого да го познаваш, односно за да му веруваш на некој треба и да го познаваш. Каде го запозна, на кој начин и како се убеди во тоа што го веруваш? Многу убаво прашање. Миланче, постојат некои правила општи што ги знаеме сите. За да запознаеш некого потребно е време да одвоиш. Нели така? Сега друго е кога се запознаваме ние луѓето, се гледаме. Нели така? Закажуваме средба, се гледаме. Запознавањето подразбира да кажеш ти нешто, да кажам јас нешто, да ги кажеш своите работи од животот, да ги кажам моите работи од животот и така ги делиме и добрите и лошите работи од животот, се советуваме, не знаеме во некои работи што прашуваме, па како се постанува пријател. Така, на тој начин, што едноставно ја отвараме својата личност на другата личност и другата личност едноставно се отвора према нас и меѓу нас постои едноставно едно пријателство. Тоа го земам како пример со личноста на Исуса Христа. Исуса ние не го гледаме физички. Нели така? Гревот е причината што Исуса не го гледаме физички. Меѓутоа, Библијата е книга што ни ја оставил Исус. Кога ја читаме, ние се запознаваме, затоа што во Библијата откриен е неговиот карактер. Преку постапките што ги направил, преку карактерните особини опишани во Библијата негови, ние читајќи се дружиме. А има едно правило. Со кого се дружиш, таков постануваш. И ние читајќи, ние се дружиме. Има два начина. Кога се молиме, ние кажуваме работи од нашиот живот на Исуса Христа. Но кога читаме Свето писмо, слушаме совети од Него и го запознаваме Него. Така да таа е двосмерна улица. Преку молитвата ние едноставно се представуваме, кажуваме, се отвараме како личност, а читајќи Библијата слушаме Исус што едноставно не советува. И човек, а јас милувам, читам Библијата, да се молам и во таа молитва, во таа конверзација, во тоа читање се ствара пријателство кое што се негува веќе од 91 година, тоа се цели 30 години тоа пријателство и многу ми значи, многу го сакам и навистина сакам да направам за него се што може да направам затоа што знам што тој направил за мене. Навистина убави одговори слушнавме вечерва, но сакам сега на неколку прашања кратко со да и со не да ми одговориш. Ајде, ова се тешки прашања предпоставам. Па, зависи. Дали ти си се жртвувал за тоа што го работиш некогаш? Да. Дали ти си се жртвувал од твоето време за да му помогнеш на некој друг? Да. Нели би се жртвувал за твоето дете, за твојата жена, ако е потребно тоа? Секако. Сега, моето прашање до тебе. Што е разликата тогаш помеѓу жртвувањето на Исус и твоето жртвување? Така. Например. Вака. Да бидеме искрени. Се да не поставам ја прашање на тебе, али понекогаш може би така е. Природно е понекогаш човек да се жртвува за син, керка, жена, татко, мајка, брат, братучет, не знам. Би се жртвували ние за некој од Кина, од Јапонија, од Австралија, што не го познаваме. Замислите сега, ајде, зборуваме така реално. Доаѓа некој прв пат те гледа во животот и ти бара некоја услуга голема така, не го познаваш. А иста така услуга ти бара некој кој што го познаваш, а си има можност да направиш. На кого би бил спремен повеќе да му направиш? Но нешто го познаваш. Сакам да кажам, еве разликата што е мојата жртва Исусовата. Има ли некоја додатна нота плюс во таа жртва што се одржи на Исуса Христа, која што се разликува од нашата човечката? Мотивите. Мотивите, Миланче. Мотивите се многу битни тука онака. Што добил он, што ни подарил нас еве да се надоврзим на тоа. Живот, смисла,
цел. Тоа се многу важни. Ова се работи кои што едноставно, ако човек ги нема, губи ориентација во живот. Замисли живот без цел. Живот без ориентација. Без смисла. Без смисла. Живот без принципи. Како би изгледало, Миланче, тој живот вака? А видиш, кога човек доаѓа во контакт со него, кога чита, тој сваќа дека не постанал по пат на еволуција случајно, него некој седнал, размислил, го создал и му дал смисла зашто постои, му дал надеж, тоа се основни обележи на една личност. Тргни ги сите овие работи, па што би останало од една личност? Сега, клучното прашање да одговорам што го постави. Ние се жртвуваме за они што ги познаваме, што ги сакаме, што ни се блиски. Во текстот библиски кажува, уште кога бевме грешни, сака да кажува, кога не го познававме, кога живеевме во свет, кога луѓето имале негативен однос према него, тој и тогаш се молел, и тогаш имал и став. Тоа е разликата помеѓу Исуса и нашата љубов према другите. Исус тоа го прави без разлика како ние се однесуваме како другите се однесуваат према него. А обично нашата љубов према другите, Миланче, е условена. Ако тој ми направил добро, ќе му направам и јас добро. Ако другите добар према мене, и јас ќе бидам добар према него. А ако имам интерес од него, и јас ќе направам тоа. Но Исус тоа го прави без интерес, тоа го прави без задни намери, тоа го прави затоа што те сака. И не можеш да го објасниш. Ако почнеш тоа да влезеш да објасниш, како сакањето ќе го објасниш, тој сака и готово. Тоа се чувствува, се гледа. И ја тоа го чувствувам од Исуса Христа и многу сум среќен за тоа. Би сакал да продолжиме уште многу прашања имам да ти поставам, но еве веќе сме при крај на емисијата и со ова прашање би завршил. Повели? Еве едно лично прашање до тебе. Што е тоа што Исус го дал како жртва за тебе лично? Не само што го дал, него и го дава. А ветил ќе го дава и понатаму. А што е тоа? Тој нон-стоп е отворен. Тој го дава своето време. Тој дава својата личност. Тој е секош достапен. Секош спремен. Секош на услуга. Секош спремен да советува. Дури кога паѓаме, кога грешиме, кога грешам, кога не сум на висина на својата задача, има разбирање. Не го одобрува тој тоа. Меѓутоа, има разбирање и дава не една, втора, трета, пета шанса. Само тој знае колку шанси до сега во животот ми даде и ни дава на сите. Значи, немам збор да опишам еден, со што сето тоа ќе биде онака, значи, опфатено, но, како што постои една дефиниција за пријателството, има повеќе, вели, вистинскиот пријател е личност кој што останува кога сите други заминуваат. Тако е Исус. Тој е тука кога секој друг ќе ти сврти грб. Тој е тука за било кој совет. Тој е тука да ти помогне. Неговото последно ветување во Библијата е вака: и еве јас сум со тебе до крајот на светот. Сега, тоа важи за сите, но јас чврсто верувам дека тоа и за мене важи. И го прифаќам тоа и драго ми е што имам таков пријател. Многу поуки и совети слушнавме за кратко време, релативно, но еве на крајот, порака до гледачите. Еве, што би му порачал на гледачите? Исус, вели Светото писмо, ќе се врати скоро по втор пат. Нема вистински христијанин кој што не верува дека Исус бил по прв пат тука на земјата. Така вели Светото писмо. Нема вистински христијанин кој што не верува во Светото писмо. А Светото писмо кажува дека тој ќе дојде по втор пат. И моја порака е: ајде да бидеме спремни за неговото второ доаѓање. Многу малку луѓе биле спремни за неговото прво доаѓање. И него дочекале. Пишува Библијата, кај своите дојде, своите него прифатија. Но Светото писмо вели, постои голема опасност и за неговото второ доаѓање многу луѓе да бидат едноставно неспремни. Ние сега живееме во време, Миланче, на време на милост. И дава прилика на сите луѓе да го запознаат најдобриот пријател. И моја порака до сите, да го користиме времето, а не знаеме докога ќе трае, да го запознаеме нашиот пријател, бидејќи пријателството со него е еднакво на вечен живот, вечна среќа и вечна радост. Навистина ми беше големо, огромно задоволство што беше гостин во мојата емисија, што овака имав прекрасен гостин, мој соговорник,
Верувам дека задоволството е обострано. Секако, и мене ми беше многу И мислам задоволство. дека дали убаво се чувствува? Многу убаво и секогаш ќе ви бидам на располагање, кога ќе планирате нешто во некоја следна прилика и вие сте човек кој што знам дека го сакате Господа Исуса Христа и задоволство ми е да зборувам за луѓе кои што едноставно има таков Ве став. држам за збор. Стојам на Уште располагање. еднаш ти благодарам што учествуваше во денешната, односно вечерашната емисија, а ви благодарам и вас, драги гледачи, за тоа што не следевте со вашето внимание и се гледаме повторно за 7 дена. А до тогаш бидете ми здрави и живи. Пријатно.